Кои чекори подитно треба да се преземат за подобар квалитет во образовниот систем? Кој го направи хаосот во образованието и дали воопшто треба да се бара виновник? Од 81 држава, Македонија е на 62-то место во математика, 72 во читање, 69-то во наука. Кој е проблемот за ваквиот резултат на учениците на ПИСА 2022? Па добро, мислам дека најпрвин треба да се објасни на јавноста дека резултатите од истражувањето на ПИСА, но и од многу други истражувања, и на домашни и на меѓународни експерти и организации, веќе подолг временски период кажуваат дека всушност нашите ученици имаат сериозни проблеми во делот на она што представува функционална писменост. Не само овие истражувања од 2021 година, ПИСА 2018, ПИСА 2015, ПИСА 2000 година, истражувањата на ЕГРА, на ЕГМА, на ПИРЛС, на ТИМС, всушност даваат сериозни показатели колку е важно и што е тоа што всушност треба да се менува во нашиот образовен систем. Зошто е важна ПИСА? И што бара ПИСА всушност од нашите ученици? Зошто државите реагираат после такви резултати од истражување? Таа бара одговор на две прашања. Што е тоа што го знам? И што е тоа што го знам да можам да го применувам во реалноста, да ги решавам проблемите? Од тука, веќе подолг временски период во нашето општество постојат длабински анализи. Има и меѓународни и домашни анализи направени што е тоа што се случува со нашиот образовен систем и што е тоа што треба да се менува во нашиот образовен систем. Да речеме каде е слабост, зошто немаме ние функционална писменост или не идуваме на такви проблеми. Да речеме ПИСА испитува читање со разбирање, математичка писменост и испитува природни науки. Сето тоа што се рефлектира на тие резултати се одразува на се понатака во делот на развојот на личност и во развојот на социоекономскиот статус и на личноста и на општеството. Да речеме, денес резултатите покажуваат, да речеме, можете да ги погледнете, објавени се заклучоците, објавени се и прашањата, што е тоа што го бара ПИСА. Еден од клучните заклучоци на извештајот во Македонија кажува дека резултатите укажуваат на фактот дека над половина учениците не умеат да се вклучат во активности во кои е неопходна писменост за ефективно функционирање во групата и во заедницата и за овозможување користи за личен развој и развој на заедницата. Значи, всушност, тие показатели даваат каква енергија на индивидуалци, на општество ти имаш за десетина години, бидејќи се истражуваат 15 годишниците кои што се на почеток во средното образование. Да речеме, анализата на Светска банка покажува дека од 11 години посетување на образование во Македонија, вие како да сте посетувале 7,3 имате таква образовна ефикасност. Или за човечкиот капитал, дека ние 56% сме ефективни како граѓани и како индивидуалци наспрема она што можеме да го дадеме како потенцијал и како капацитет. Во јавноста често се поставува прашањето кој го направи хаосот во образованието, а често превладува ставот дека концепцијата го направила хаосот. Образованието е еден од клучните елементи во која насока ние сакаме да се развиваме. Образованието всушност ги дава одговорите на многу прашања, бидејќи образованието и науката може да ги излечат, да го излечат ова општество и ова држава од многу ситуации во кои што се наоѓаме и сме закочени во овие 30 на години. Да речеме, голем дел од критиката на концепцијата, ударот на наставни програми или интеграцијата на предмети. Тоа е техничко прашање интеграцијата на предметите, да речеме во делот на спојување на одредени предмети од природни науки. Тоа не е суштинското прашање. Смислата на интеграцијата на предметите е всушност барање на одговори на решавање на задачите во интерес на децата по она што го бара ПИСА, решавање на проблемски ситуации. Да речеме, ви имате прашање на ПИСА миграција на птици, спортски патики, да поврзуваш одредени теми поврзани со здравје, со личен развој, со социјален развој. Значи, таквите теми, таквите прашања кажуваат дека образованието мора многу да се менува, мора динамично да се менува, мора да дава одговори на тие прашања. И јас мислам дека голем дел од луѓето всушност и не ја прочитале концепцијата и даваат, не знам, критики или се надоврзуваат на некакви негативни ставови, бидејќи е популарно да бидеш критичен. Професоре, кои се вашите гледишта во однос на тоа кога започнавте на почетокот од овој процес со концепцијата и во однос на тоа што се случува денеска во реалноста? Мојата клучна забелешка е во тоа што Министерството не е видливо во реформата.
Не се видливи професионалните тела на државата во желбата и волјата да се менуваат нештата, да се биде отпорен, да се биде стручен во објаснувањето на одговорите кои што ги бара јавноста. Да речеме, како концепцијата направила проблем ако нема учебници? Во што е виновна концепцијата? Виновна е образовната администрација и системот кој што не може да одговори и да ги следи барањата на промените кои што се зацртани во една нова насока и визија. Па ви имате повеќе од месечини околу 600 луѓе кои што работат во образовната администрација. По систематизација можеби треба да бидат 1000, не знам. Имате државен просветен инспекторат, имате педагошки служби, имате биро за развој, имате центар за средно стручно, имате центар за образование на возрастни, ран детски развој. Значи имате системи кои што треба да работат во делот на професионалниот развој, во делот на овие политики за кои што зборуваме. Но долгиот недостаток на како се вика, на професионализација на тие сектори, на политизација на тие сектори, создава да не може да се следи визијата на одредени промени кои што треба да се направат. И сега кога поставиме прашањето, ако ударот е толку на оваа концепција, па зошто резултатите на поранешните концепции мерливи ли се? Јас не верувам дека тие професори што работеле на поранешните концепции немале визија, имале визија, но не се проследил тој континуитет на реализација кој што требал да доведе и да направи сериозни промени и реформи. Младите се почесто си заменуваат. Тоа говорат и статистиките, тоа говорат и самите средношколци, како и основците. Интересно во оваа ситуација е што уште ученици кои што се во 9-то одделение веќе зборуваат за тоа дека средното образование сакаат да го завршат во некои од другите градови. Дали тоа се градови од регионот или пак можеби од Европа. Како да ги задржиме младите дома? Знаете, заминувањето на младите, одливот на мозоци во еден ваков долг временски период на ова што се случува во општеството е најсериозниот индикатор дека подолго време овде постојат структурни аномалии во општеството и во државата. Значи, заминувањето на младите е многу поврзано со во каква реалност тие сакаат да живеат. Во која реалност живеат младите луѓе во овој подолг временски период? Во оваа реалност во која што се манипулира, дека и троштината е клучната вредност, дека политиката може да ти ги отвори и затвори сите врати, дека има негативна селекција, дека одредени успеси зависат од мајката, од таткото, од релациите со некои други луѓе, дека всушност твојата вредност ти може да бидеш брилјантен, но никој не те почитува и никој не те препознава. Затоа младите всушност денес него ни поставуваат прашањето и веднаш бара во една дезориентирана средина, во една средина во која што предолго не се почитуваат вистинските вредности. Значи, клучната тема во Македонија, всушност која што треба да се отвори и преку овие дебати за кои што образованието може да биде клучната тема, е кон какви вредности и какви генерации ние треба да создаваме. Генерации кои што треба да бидат лојални на вредностите, а не лојални на интересите на дневната политика. Во таа насока се слуша ли доволно гласот на младиот човек во нашата држава? Не, јас мислам дека гласот е целосно згаснат на младиот човек. Парадоксот, знаете кој е? Парадоксот е тоа што многу млади ја водат државата овие 30 години, а најмалку направија за младите. И мора да дојдат луѓе, миротворци, луѓе со отворени умови кои што ќе умеат преку нивниот интегритет да ја смират атмосферата во општеството после сето ова што ни се случува како општество во овие 30 години, и од аспект на политика, и од аспект на надворешни фактори. Значи, многу фактори, ние сме во предолг временски период во негативни околности, и од внатре, и од надвор, да речеме. Не е лесно да живееш ти во држава која што ти го оспоруваат идентитетот, кој што не ти го признава некој името, и да растеш како млад човек во една таква средина. Професор Барбареев, ви благодарам. Ви благодарам на поканата. Образованието е еден од главните столбови за функционирање на една држава, а измените треба да бидат направени од сите засегнати страни за подобар прогрес во општеството. Европската комисија прогласи да биде година вештини во однос на како два смера. Тоа се дигитална и зелена транзиција, бидејќи според сите анализи увидува дека не достига вештини токму во овие сфери, во дигитализација и во зелената агенда или во зеленото општество можеби.
Ако збориме за млади, можеме да идеме во две насоки. Тоа се студентските мобилности, каде што студентите заменуваат на 1 или 2 семестри некаде надвор, односно на универзитет, надвор од нашата држава или надвор од нивниот универзитет. Она што е повратно се без малку сите, ајде да не кажеме 100% фидбекот е позитивен, меѓутоа она што е најбитно е дека ги подобруваат своите јазични компетенции, значи над 90 и некој процент, значи кажуваат дека ги подобриле своите јазични компетенции, дека ги подобриле своите компетенции за вработување и дека во следниот период многу побрзо нашле работа за разлика од некои што не заминале на мобилност и тоа значи дека и текако влиела таа 1 семестар и 2 семестри некаде на странски универзитет. Резултатите на ПИСА за изминатата година покажа дека учениците од нашата држава резултатите се многу слаби. Резултатите ги видов и не се воопшто ниту мотивирачки, ниту позитивни. Меѓутоа сметам дека треба системски да се решава овој проблем, бидејќи ова не е проблем најверојатно на една институција, на еден човек и слично. Така да сметам и еве од ова ваше прашање дека некако национална агенција во следниот период заедно со сите релевантни институции, дали е тоа Министерство за образование или Биро за развој, да можеме да поттикнеме дебата што е тоа што можеме сите заедно направиме. Бидејќи нели кажеме дека не е проблем на сите и на пример да ако ја земеме математиката, што е можно повеќе да се усмериме во полето на математика или во целосното поле на STEM, бидејќи тоа е некако најофатено во училишното образование. Измината недели пред 2 недели заедно со Српската национална агенција имавме семинар баш на оваа тема за STEM и наставници по математика ги испративме за да може да се вмрежа да видат што е тоа што го прави регионот и сметам дека само преку еден таков институционален и заеднички пристап можеме да ги подобриме резултатите и да видиме на пример да направиме нека стратегија краткорочно, долгорочно 3 до 5 години за на крајот да видиме дали ќе има резултат. Ако ни тоа не вроди со резултат, а сметам дека ако сите чинители се вклучени дека ќе вроди, тогаш треба да направиме и нешто поинаку. Меѓутоа сметам дека ако сите сме на исто место и заеднички работиме дека резултатите ќе дојдат сами од себе. Па ако пред неколку години младите заминуваа заради лошата економска ситуација и сега за жал не е само економската ситуација, но има лоша состојба во сите области на општественото живење. Прво, како што се случи со ПИСА тестот, ни беше лошиот образовен систем. Имаме лоши здравствени услуги, лошото судство, големиот степен на криминал и така натаму. Овие се причините зошто ни бега младината. Кога разговараме со матурантите, секој втор ни одговара дека сака да студира надвор, со можност никогаш да не се врати во земјата. Крајно е времето на државата да предземе нешто пред да биде предоцна. Ние го губиме најдоброто, тоест најквалитетните луѓе кои што ако останат и ако знаеме како да го користиме нивниот потенцијал, можат многу да направат за нашата земја. Но се разбира дека треба да им се даде и на нив простор.